Господине Костовски, мене ми е јасно дека сте уплашени. Мене ми е јасно дека сте во панични стравови. Го губите тлото под нозете и ако некој треба да биде смирен во ова собрание, тоа сте вие. Јас имам право овдека како Талат Џафери во минатото и книга да читам ако сакам. А вие имате обврска да го знаете деловникот. До толку повеќе што јас сум еден од претениците, то неодговорно го тврдам во ова собрание, кој што никогаш не излегува од точката на дневен ред. Никогаш. Ама кажувам работи кои што вас не ви се допаѓаат да ги слушате. Што не значи дека тие работи не се вистински. И затоа, така како започнав и моето обраќање, анализирајќи работата на Советот за јавни обвинители, и бидејќи јавноста која што не следи, не секоја јавност е стручна, ама има право на мислење, и тоа мислење го кажуваа дека има 3% доверба во обвинителството, тоа е недоверба од 97%, и кога гледаат дека Совет за јавни обвинители дошол, треба да знаат дека главниот јавен обвинител во оваа држава е поставен од страна на владата, е поставен од страна на Зоран Заев и дека луѓето врз него немаат никаква правна юрисдикција. Кој дел не ви е јасен? Што е надвор од темата, кажете ми? Имате юрисдикција врз Јовески? Смеете да го смените? Не. Не смеете. По кој принцип работи јавното обвинителство? Под систем на субординираност, каде што главниот јавен обвинител може да се меша во предмети во Скопје, и во Битола, и во Прилеп, и во Охрид, и кај сака. И дека на тоа не му одговара на никого за неговата работа е факт. И исто како што е факт дека Зоран Заев го предложи да биде јавен обвинител. Не ја водев ја таа влада, не го потпишав ја предлогот за јавен обвинител. Предлогот за јавен обвинител Љубомир Јовески е потпишан лично и персонално од Заев. И не знам кој дел не ви е јасен. Кај е сега Зоран Заев? Ќе ве молам, ова да не ви се повтори. На некого да прекинувате и да му земате збор, затоа што го спомнал дучето ваше, тоа може да биде ваша фрустрација. Не можеме јавноста да гоускратиме правото да мисли дека господинот тука треба да даде одговори зашто не е надлежен. И треба да бидеме честни како пратеници. Бидејќи пишува точка извештај за работата на Советот за јавни обвинители. Јавноста не знае како се поделени тие внатре. Не треба да знае. С тоа постои пратеник кој што ќе го објасни на јавноста. Дека за реформите во судскиот систем одговорноста прво треба да бараат во Струмица, па потоа да дојдеме до сега. Бидејќи не јас 2017 година Зоран Заев се постави за председател на судските реформи. Не јас, тој ветуваше ќе го решава судството. Не јас, Заев ветуваше ќе го решава обвинителството. И што реши? Да му се скинат 2, 3, 4 кривични пријави и потоа го пушти по вода целото обвинителство и цел правосуден систем и дојдовме до ниво денеска на дереđe од 4% доверба и 3% доверба. И стално ви го зборувам тој истиот пример. Ако СДСМ, ДУИ и останатите политички партии во коалицијата заедно имате 20% рейтинг, а обвинителството има 3% рейтинг, тоа значи дека 3/4 од членовите и симпатизери на СДСМ и ДУИ немаат доверба во обвинителството и во судството. Што не е така? Ама тоа некаде вие да го слушате. Се плашите и до анкетите. Тоа требаше да му мислите години уназад, а не панични напади да добивате и некого да го прекинувате среде говор.
и да му кажувате што е поделовник. Книга можам да читам дека ако сакам. И тоа е поделовник. Мене ми е јасно дека во СДСМ вие забранете да мислите. И вие забранете да зборувате. Има да забранети теми. Во собранието нема забранети теми. И затоа ќе си слушате и ќе слушате реакцијата на граѓаните врз основа на вашите потези, бидејќи тоа е реакција на вашата акција, која што не знаете да осмислите убаво. Во извештајот се гледа дека кадарот на обвинителството кубури. Во извештајот се гледа дека средства се кубурат. И вие како Совет, ама и сите јавни обвинителства из целата територија на Македонија. Каде фали логистика, каде фали кадар, каде фалат средства за други потреби, и она кое што го зборував и завчера, почитувам председателе, е тоа дека вие мора да имате малце проактивна улога во ова општество. Бидејќи одговорноста за состојбите имајќи вас. И таа одговорност со неправење ништо доведува до довербата во институциите. Ако вие како Совет во месец ноември, кога излезе буџетот на оваа држава во јавност, ги видовте потребите на сите обвинителства во Македонија, заедно со главниот јавен обвинител на Заев Кадарот. И гледате, тука е проблем, тука нема пари, тука. Зошто не се побунувате никогаш? Зошто пресконференции нема да кажете ние имаме проблем? Оваа влада не дава доволно средства за да има правда во оваа држава. Зошто не се буните? Зошто мора секој извештај да констатираме аномалии кои што може да се решат? Имаше минатогодишниот буџет беше, вели вака, за 20% се зголемува буџетот на јавните обвинителства, ама за 33% се намалува буџетот на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Никој не се буните. Молчите. Тоа ве прави соучесници. Ако вие немате логистика, немате кадар, немате потребни инструменти да делувате на терен и при тоа молчите, тоа ве прави соучесници. Значи мора секоја институција да биде општествено одговорна. Кога велиме, ние дојдовме до тоа дереđе во државата да зборуваме кои се општествено одговорни фирми кои што заработиле од јавни пари, направиле профит и потоа донираат прават игралиште, прават спортски, тоа е општествено одговорна фирма. Ама обвинителство не ли треба да биде одговорно повеќе за општеството? Зошто немате пресконференции, абе една критика да имате према власта? Ова бараве не ни даваат, молчите. И потоа само си констатираме и што правиме понатаму? Немате кадар, молчите. Зошто не дојдете во собранието? Имате право да присуствувате на било која комисија, имате право на оваа говорница, имате право на јавност, имате право да разговарате со опозиција. Зошто молчите? Така не се решаваат проблемите. Така воопшто не се решаваат проблемите. Она кој сакам да го прашам за 2021 година, јули месец, имаше надписи во медиумите, вели вака. Откако се побуни поранешната специјална обвинител Каленче Ристовска и побара објаснување зошто мнозинството во Советот на јавни обвинители гласаше против нејзиното напредување во април, не доби одговор, Советот, односно вие, господине, сте забраниле јавно зборување на незадоволен обвинител. Читам текст од медиуми, сакам да кажам. .мк. За прв пат се воведува, вели ваков член во кодексот, јавните обвинители нема да ги коментираат во јавноста одлуките донесени од Советот на јавните обвинители на Република Македонија. Оваа новина е во член 10 став 6 од вашиот кодекс. Потоа Ристовска
го критикуваше Советот во април, кога беа унапредувањето и изборот на јавни обвинители, а веќе во мај ОСАН навели нов кодекс за јавните обвинители кој е полн со цензура. Ова одредба е внесена во кодексот во мај 21, откако после изборот на јавни обвинители во април 21 година, јас како јавен обвинител изразив незадоволство од недостатокот на транспарентност и нејаснотија на критериумите по кои членовите на Советот се раководеле при изборот. Рекла тогаш Ленче Ристовска, и таа уште еднаш вели потсети на нетранспарентниот избор и на тоа дека 2 недели пред да се гласа се знаеја имињата на тие што ќе бидат избрани во висшето обвинителство и во обвинителство за организиран криминал. Таа праша како ќе се бориме против корупцијата во своите редови, ако вака се замолчуваат обвинителите. Забраната за коментирање и давање изјави во јавноста, кодексот ја проширува и во релацијата на обвинителите со јавниот обвинител на Република Македонија, па вели дека тој нема да ги коментира во јавноста заклучоците, ставовите, препораките и мислењата и упатствата и други одлуки донесени од јавниот обвинител, стручниот колегиум и другите јавно обвинителства. Својне председател на Советот за јавни обвинители. Ја ќе ви повторам уште еднаш. Тука има 3 клучни моменти. Првиот момент е, сте имале избор кој што бил нетранспарентен и недемократски. Тоа го кажува Ленче Ристовска, ваш колега, во медиуми. Тоа е најмалку страшниот момент. Пострашниот е тоа што кога таа јавно ве критикувала како Совет, вие сте го смениле кодексот на однесување со кој што забранувате да некој незадоволен обвинител ве критикува. Тоа е уште пострашниот момент. А најстрашниот момент е да ја објасните на јавноста како може при избор на 10 обвинители 2 дена претходно медиумите да испаднат со имиња и презимиња кои ќе бидат тие 10, па потоа вие да држите седница и да ги изберете баш тие 10. Дали ви е јасно за што зборувам? Бирате обвинител, не му забранувате со кодекс јавно да зборува. Може, ние сме со 97% доверба имате у јавноста, па јавноста верува, знае што правите вие обвинителите, има доверба во вас, 97% не ви веруваат. Кога некој се жали, му го менувате кодексот да не смее да се жали. И таа јавно ве обвинува. Ево текстот. Уште на 50 портали има излезено. Никој не го демантирал. И трето, како може на 2 дена пред да имате седница, медиумите да ги извадат сите 10 имиња кои што би требало вие да ги гласате и после 2 дена тие 10 имиња ги гласате? И сега ние ќе се преправаме дека живееме во нормално општество? Јас мислам дека тоа е далеку, далеку, далеку од умот. Имаме сериозни обвинувања од страна на јавноста, од страна на меѓународни партнери, од страна на стратешкиот партнер. Јас мислам дека вас мува не веласи. Не знам кој ви дава сила во обвинителствата. Не знам до каде мислите ваа држава да тера вака. Ние како опозиција овдека може да зборуваме. Може да ги апострофираме овие работи. Па ќе ви кажам, не се од мене кажани. Јас ве гледам, сум ве чекал од лани да ве прашам за ова што Ленче Ристовска ве обвинува. Ленче ви беше таму звезда едно време, помеѓу обвинителите.
Она палеше, гасеше заедно со Фатиме, со вашо, сега, како си гаше Карла Дел Понте од Гевгелија. Они ве обвинуваат, господине, не јас. Вие молчите. Молчите за буџет. Молчите за логистика. Молчите кои ќе ги бирате за јавни обвинители. Ви пробиваат дека се вие наместено ви ги вадат луѓето, истите ги бирате. Што мислите дека правите вие, обвинителите? Ваша колешка суди и тресеше од гаки. Знаете ли кој пораз е за ово општество? Знаете ли кој пораз е? Вие се студент на факултет, нели, треба да бидете иднина на државата, на општеството, гледате телевизија и тоа гледате национална телевизија. Гледате емисија во која што една од попознатите обвинителки вели, ми се јави тој на телефон и ми рече, слушај, ако сакаш да се видиме, иначе нема да ме најдете, треба да видам дома, и ојави кога му се јавив на главниот обвинител, тоа е добро, се заврши. Тоа е пораз за обвинителството, за институциите, за довербата, за кредибилитетот, за вредностите во општеството. Јавно така се зборуваат работите. Вие колку пресконференции сте имале во текот на 2021 година, еве за извештаниот период? Тематски пресконференции. Не може, господине председател на Советот на јавни обвинители, се што доаѓа од владата да ви е во ред. Не може да ве оставаат без буџет и да молчите. Не може, ако некој ве критикува, да менувате кодекс на однесување дека не смее да ве критикува. Едноставно не може. И не е во ред. Тука во собранието, кога, например, некој што ја води комисијава, кога ќе дојде напади на страф, прекинува, мора да продолжи. И тоа на општеството му прави еден вид на негативности. Ама кога вие имате такви и слични ситуации, правите многу сериозни негативности со последици по ово општество. Сите знаат дека во оваа држава нема соодветен правосуден систем. Дека нема соодветен јавно обвинителски систем. Сите го знаат тоа. Ви кажав, и 3/4 од поддржувачите на владата не веруваат во судството и во обвинителството. Менуваме закони во кои што најодговорниот обвинител нема да го бира советот на обвинители. Тоаш чуму е советот на обвинители. Владата ве држи на лаџиче со средства. Тоа беше примерот, пак ќе ви го повторам, со Вилма, кога тргна против Рашковски, по месец дена 35% и намалија буџетов дека у собрание. Си помина се. Одитрнала против Рашковски. Тоа е директно спречување на правдата од страна на оние кои што ја предложија. Зоран Заев и владата негова го предложија. И јас немам ништо лично против никој обвинител дека во собранието. Ова што го зборуваат граѓаните. И вие може да донесете кодекс да замолчите Ленче Ристовска. Ама не можете да донесете кодекс да ги замолчите граѓаните. Вашето неносење на кодекс за замолчување на граѓаните е практично бркање на граѓаните од Република Македонија. Бидејќи, ако направиме на анализа, ќе видиме дека најголем дел од граѓаните се иселиле заради тоа што нема правосуден и образовен систем соодветен во општеството. Вели, децата нема каде да ми учат, нема советно образование, нема држава, кога зборуваат нема држава, смисли нема правда, нема право, и си одат. Не се веќе печалбари граѓаните. Си одат бидејќи секој има еден живот и не сака да го помине во лаги, сервирани од институциите на државата. И тоа е факт.
Гледаме дека на многу луѓе никој ништо не им може. Едно се прикажува во јавност во врска со вашата работа на јавните обвинители, потоа определени емисии како Код и други ве демантираат со документи дека не било баш така, како што ваши колеги зборували пред судови, пред секаде. И јас како пратеник, на кого да му верувам? Новинарите ви вадат документи. Не е толку запленето, не е ова направено. Еве документ. А вие молчите. Вие молчите. Не може да молчите од јавноста. Не може да молчите пред граѓаните. Значи, не сме во Југославија, Тито умре многу одамна. Граѓаните ве плаќаат сите вас и бараат одговори. Бараат за секој еден предмет на висока корупција одговор. Дали е нормално, господине председател на Советот на јавни обвинители, да 95% од потенцијалните криминали и злоупотреби во оваа држава да ги вади или опозицијата или медиумите? Дали е тоа нормално? Кој треба тие работи да ги вади? Полицијата и обвинителството, а не опозицијата и медиумите. И тоа не се случува нас. Тоа не е реалноста во која што живееме. Колку случаи имате на обвинители кои што имаат злоупотребено положбата? 3 за нив не важи. Не може обвинителството да биде цело време во служба на било која влада. Знаеш како велат? Определени странски партнери, дека обвинителите се шалтаат од како се менува власта автоматски и судиите и обвинителите. Тоа е мој пораз или ваш пораз? Јас одам на избори и барам мандат од граѓаните. Вие не одите на избори. Вие треба да спроведувате само закон во оваа држава. Колку имате поведено дисциплински постапки на паднати предмети? Зошто паднале? Колку имате дисциплински постапки на предмети кои што има злоупотреби од страна на обвинителите направено? Поради нарачка. 2-3 сега ќе завршат, ќе ги донесам со документи. Злоупотреба на обвинители. Имате обвинители што фалсификуваат документи за да исполнат нарачката. Како сакате може да ме гледате, јас ви кажувам како што ја немам личен интерес да било што од ова кажам да не е така. Имаме проблем во државата. Колку вие да мислите дека работите, решавате, ме гледате, јавноста не мисли така. А јавноста ве плаќа. И вие должите одговори на оваа јавност. Не ворете извештај од вака суво парен извештај. Ќе го разгледаме, добро, ворете така и ги си поќутиме, толку. Проблем решаваме ли со овој извештај ќе го поминеме или не решаваме проблем? Суштината е да решаваме проблеми, да биде подобро или да биде статус кво. Па кој обвинител како ќе се снајде? Мислам дека не е во ред. И воопшто сметам дека и начинот на избор на обвинители, тоа не сте вие виновен. Велат демократијата не е совршен систем на владење, ама е најдобро познат на човештвото. И мене ми е јасно дека обвинители си гласале за актуелниот, за организиран криминал. Ами тука се гледа кичмата на обвинителите. Дали имале влијание или немале влијание? Немам докази дека имале влијание, ам по ова што го одбрале, се гледа дека има нешто во позадина. И никого ништо не му е јасно во Република Македонија. Малку е чудно, претпоставам дека најблаг збор е, чудно е малку име на луѓето, како баш ова вака се случи со бази да стане тоа што стана. И за него да гласат луѓе што не го познаваат. Ајде да го познаваат, знаеме ние на кое подрачје, какви предмети се решаваат. И знаеме какви предмети се решаваат во Скопје, какви се решаваат во Зајас. И дека не е исто. И тука покажува дека вие може да ги имате најдобрите закони, тоа уште Платон го збори пред 2500 години, може да ги имате најдобрите закони во општеството од секаде, ако немате соодветен мајндсет,
И најдобрите закони ќе завршуваат начин како што заврши ова со Абази. И сакам да се разбереме, не критикувам работата на обвинителите, бидејќи јас сум опозиција. А вас може би ве доживуваат како власт. Јас не ве доживувам така, ве доживувам како независно тело. Ви кажувам оно што го зборуваат граѓаните. Бидејќи кога вие се гледате со определени граѓани, тие никогаш нема јавно и јасно во очи да ви кажат, бидејќи знаете дека сте обвинител. Ние кога се гледаме со граѓаните, жолчни се дискусиите за обвинителството. Жестоки се. Зборуваат за намештајки, зборуваат за многу работи што не се ворат. И на крајот на денот, ова што јас го зборувам дека не е паушално, е довербата која што имаат во судството и во обвинителството граѓаните на Република Македонија. Лјатифе ќе збори за нејзини случаеви, за тоа како се однесуваат обвинителите и што прават, и како се мислат дека се над сите. Не. Вие сте во да успроведувате законот. И јас не сум видел, господине председателе, или може би поправете ме, може би грешам, да кажете да, ги истраживме тие случаи и констатиравме дека тука има, ама во овие 3 нема. Иако јавноста зборуваш, иако се пресконференција, еве, нема тука ништо. Тоа е доблесно. Тоа е доблесно. Ако имате определена хајка од политиката, кон некои луѓе, независно кои се тие луѓе, вие како обвинители треба да застанете на страната на вистината. Ама не само во судница, тоа никој не го гледа. Јавно да кажете. Ова е хајка, не ме интересира што пишуваат медиумите, случајот е ваков и ние стоиме позади тоа. Така се создава доверба. Со молчење доверба не се создава. Со став се создава доверба. Кога ќе го видите буџетот, дека вие никаков, јавно ќе излезете и ќе си барате соодветен буџет. Ќе направите компаративен метод. Колку се буџетите во околината, колку се на Западен Балкан и со тие ќе отидете и ќе барате јавно буџет. Така и почит се ствара. А вака, сите молчат, политиката зборува, политиката те осудува, политиката те брани, нема држава. Колку и некој да мисли што ги има тие пиар механизми на Илинденска, дека така ќе тера државата, така може да тераш перцепција на месец, 2, 3, година, 2 или 3, и потоа таа цела перцепција се руши како кула од карти, како што во Македонија се сруши. Од 2017 до 2020 година имавме лов на вештерки, перцепција дека нешто се работи и на крај гледаме дека ниту се работело од нешто и се сруши. И сега граѓаните се во оче. Кој има од тоа интерес? Државата нема, иднината нема, најмладите ич. Затоа треба секој да си ја гледаме собствената работа. Тука се носат закони, вие сте за обвинителите, судот да си суди, а владата си ја гледа работата. И кога ќе почне да ви се меша владата, не само оваа и сите преходни влади, треба да им кажете кај ни е местото јавно на пресконференција. Така се ствара почит према една институција. Да не молчите. Кога им се јавуваат на вашите колеги од Илинденска, да не молчат. Јавно да кажат. Се дека тоа не го постигнеме и не направиме тука да е напредок, секогаш ќе има сомнеш дека се е наместено, дека се е договорено. На крајот на денот и вие, како обвинителство, и јас земаме плата и постоиме ради вие граѓани овдека, кои што не плаќаат. И мене, и вас. И доколку секој си ја гледа својата работа, ќе имаат почит и према мене, и према вас како струка зборам, не вас како личност, се разбира. И затоа јас така и го започнав, така и ќе завршам. Имате големи одговорности на функцијата на која што се наоѓате, но се додека не го смениме начинот на избор на јавен обвинител, ќе си ги имаме овие или слични проблеми. Бидејќи не може во една држава полна со сомнежи за криминал, со 3% доверба во судство и обвинителство, и тоа ни го кажуваат сите анкети, да бираме јавен обвинител предложен од премиерот на државата. И не е во ред да секој што ќе дојде премиер, првата одлука да му биде кој ќе го предложи за јавен обвинител. Кога тоа ќе се случи,
Вие веќе натаму немате систем, особено не на Балканот и во Македонија. И затоа јас не ја гледам целосно вината кај вас како човек, како совет, највеќе ја гледам вината, изборот на главен јавен обвинител. Изборот треба да биде со 2/3 во собранието. Имаме две институции моментално кои што се избрани со 2/3. Директорот на ОТА, никој не го коментира, и директорот на Државен завод за ревизија, исто никој жолчно не го коментира. Тоа е демократски капацитет, каде што сме се согласиле сите дека определен човек треба да има таа голема надлежност во државата, во собранието. И кај што сите ќе можеме да бараме одговорност од него. А кога ќе ве предложи Зоран Заев да бидете јавен обвинител, и потоа, иако тој ќе се повлече во струмица, вие секогаш сте му достапен на телефон, бидејќи тој ве предложил и ви избрал за функцијата која што е врв на кариерата на секој еден обвинител. Овака, ќе си минат извештаите, ќе си расте недовербата, ќе си тера обвинителот на начин на кој што ќе си тера и државата ќе си биде на ова дередже. Не устав да смениме, не име да смениме, не знаме да смениме, еден чекор нема да мрднеме од статус квото во кој што се наоѓаме, доколку немаме правна држава и систем. А ние ги немаме. И вие и јас знаеме дека ги немаме. Колку и вие да мислите дека можеби не е така се така црно, пак ќе ви повторам, така и ќе завршам, граѓаните не плаќаат и тие одлучуваат дали е црно или бело. А за вас сметаат дека не е добра работата. Благодарам.